Dojati bëj thirrje prindërve që ato së pari të mos i ambartin fëmijëve të tyre barën e urrejtjes. Национализмот не е тој кој што вели дека треба да има правда за сите, туку ја замислува правдата само како правда кон сопствената етничка заедница, која што е секогаш во право, а тие другите се, нели тие кои што се грешници, кабаетли или виновници за нешто што се случува на етничката заедница. Ако ја земеме слободата како парадигма, националистите не ја гледаат слободата како слобода за сите, туку ја гледаат пред се како слобода за сопствената етничка заедница или општествена група, често пати на сметка на слободата на некој друг. Треба заедно да сме сплотени без оглед на нашите различности. Во последните неколку години факт е дека меѓуетничките односи не се меѓу првите политички теми за кои се расправа во општеството и на политичката сцена. Тоа го потврдуваат и истражувањата на јавното мнение, каде што неколку други теми пред се здравствената состојба со пандемијата, со вирусната епидемија во државата, потоа социјалната, општествената, економската состојба се секако оние кои што доминираат со агендата. Некако меѓуетничките односи се потиснаа подолу на темите за расправа. Тоа е резултат, меѓу другото, и на релативната, како да кажем, опуштеност во тие односи, особено по доаѓањето на сегашната власт во позиција да ги диктира темите за кои што се расправа во општеството. Како што знаеме, долги години, па и децении, меѓуетничките односи беа главниот извор на добивање гласови на изборите во Македонија, што представуваше силен поттик за партиите, особено оние со националистички агенди, да пред секои избори, а такви имаме ние речиси секоја година, што редовни, што вонредни, ги потекнуваат меѓуетничките односи, бидејќи им носеа во нивните етнички кампови одреден број на гласови. Сега, со ставањето на една друга тема на агендата, како што е едно општество за сите, без разлика дури и колку успешно таа се развива, а тоа е еден од ризиците, односите меѓуетнички повторно се вратат на сцената, но со правењето и на предизборните меѓуетнички коалиции, каде што ние првпат во историјата на Македонија добивме меѓуетничка коалиција која е формирана со јасна програма пред изборите, некако се испумпаа оние теми кои што беа помалку и, како да кажам, вештачки наметнувани, се разбира, вон неопходноста за тие односи да се разговара кога има реални проблеми. Така што во овој момент ситуацијата во Македонија е прилично опуштена во таа смисла, но меѓуетничките односи се секогаш биле, а и ќе останат во врвот на интересот на политичката и општествената заедница, бидејќи нивното разнишување, да кажем, на тие односи, манипулацијата со тие теми и така натаму, секогаш е многу лесно, може релативно брзо да се создадат одредени политички тензии, бидејќи во Македонија се уште екзистираат одредени културни, политички стереотипи, одредени политики од кои што важни актери, па и поединечни политички кариери црпат теми за своето авансирање на политичката сцена. Национализмот и етничката омраза се можеби најголемото зло со кое што се соочува модерното општество секаде во светот денес. Тие се емоции, действија, организирани действија од центри на моќ под кои што потпаѓаат луѓе на секаде во светот и кои што на вистина се една од главните пречки зошто човештвото не напредува онака како што би можело да напредува.
Национализмот и меѓуетничката омраза создаваат поделби меѓу луѓето, ги деконсолидираат и ги поделуваат општествата и со тоа општествата немаат можност заеднички да одговорат на предизвиците на денешното време. За жал, луѓето наместо тоа ја трошат енергијата и многу ресурси, не само луѓето, целото општество троши многу ресурси во борба и справување со национализмот, а тие ресурси, таа енергија, тие действија, тие работни часови на крајот на денот може многу подобро да се искористат за да се направи нешто што е добро за сите нас заеднички. Заедно да сме сплотени без оглед на нашите различности. Јас сум од Куманово по потекло, тоа значи дека живеам во град со многу различности, така што имам многу примери, и позитивни и негативни, и имам многу другари и пријатели од различна етничка припадност, и сметам дека полека ги надминуваме негативните и создаваме многу позитивни ситуации. Сметаме дека треба да станеме член од големото европско семејство, тогаш и текако треба да се насочиме кон ширење на љубов наместо омраза на било која основа, значи не само на етичка. Треба да се почитуваме повеќе и да почнеме да ги разбереме вистинските европски вредности, а тоа е да бидеме обединети во различностите, сите заедно, и да градиме едно општество за сите. Ние младите мора да застанеме храбро и борбено во одбрана на различностите. Ние треба да покажеме дека ова општество може да биде обединето во своите различности и дека тоа е убавото. Ние младите сме клучот за едно општество за сите. Do doja ti bëj thirrje prindërve që ato së pari të mos i ambartin fëmijëve të tyre barën e urrëties, sepse fëmijët i përkasin të ardhmes. Dhe mos lejoni që e ardhmja e tyre të varet nga e kaluara e hidhur të cilën ne të gjithë bashkë ndajmë. Jepu ani fëmijëve lirin dhe jepu ani krahët që ato të vazhdojnë përpara, të bashkuar në dallime me të gjithë. Nacionalizmi dhe urrëtia ndëretnike na ka marrë shumë energji. Të gjithë potencialin të cilin ne e kemi si popull i cili jeton në këtë vend, bashkë me bashkëqytetarët tanë, me besim të ndërsjellët, edhe duke vepruar të gjithë së bashku, pavarësisht dallimeve tona, ne mundeshim të punojmë pak më tepër edhe të gjithë atë energjinë ta kanalizojmë që të mund ta çojmë shtetin, edhe popullin ton, edhe shtetin, edhe të gjithë shoqërinë përpara. Многу повеќе би сакал да зборувам за позитивните примери. Во мојата 25 годишна работа во јавноста, како медиумски работник, како новинар, уредник, продуцент и така натаму, имам многу позитивни искуства со структури, редакции, организации кои што работат во мултиетнички контекст, во интеркултурен контекст, почнувајќи од Цивил, која што е организација која што повеќе од 20 години работи не поради тоа што така некој рекол, туку самата организација твори во еден интеркултурен контекст, таа е мултиетничка организација, работи проекти кои што ги инволвираат сите етнички заедници, и тоа не како бројки или проценти, туку како луѓе кои што суштински придонесуваат во работата на Цивил. Слично искуство имам и со мојата работа во Лайф радио, исто така тоа беше едно радио кое што беше билингвално, македонски и албански јазик се користеше, но контекстот кој што ние го дававме беше интеркултурен. Зборувавме за работите што заеднички не интересираат младите луѓе, луѓето кои што учествуваат во културниот живот, во музиката, во сите области во општественото живење каде што има некаква интеракција помеѓу луѓето. Има многу такви примери во нашата земја, во Северна Македонија. Мислам дека треба повеќе да ги истакнуваме,
од нив да градиме парадигми или примери кои што ќе бидат употребени од целото општество за тоа како на вистина работите може да се прават и подобро и заеднички. Радикалните агенди, сите, а особено овие кои што се врзани за идентитетските проблеми, како што се темите во сферата на етничките односи, идентитетските проблеми во смисла на своите културни припадности и така натаму, доколку се третираат на еден екстремен начин, произведуваат, се разбира, атмосфера која што е исклучива, која што се потпира врз непријателства, врз омраза и така натаму. Во таа смисла, играњето со национализмот е многу опасно играње, не само затоа што ние во последните 3-40 години во овој дел на светот на Балканов видовме дека тоа може да има и крвави последици, да се водат војни на тие теми, туку и затоа што светот па и регионот веќе одамна сака да се помести во една друга сфера на напредување на таквите односи, на интегрирање во еден европски контекст кој што подразбира надпревар на други теми, кој што подразбира иновативност, соработка, кој што подразбира како да кажем, споделување на одредени реалности без потреба да се прават конфронтации и да се создаваат непријателства. Тоа е во центарот на политиките на Европската Унија кога се работи за оној политички дел, кога е во прашање Балканот, и ние гледаме дека инсистирањето на Брисел и на важни големи центри на моќ во Европа, па и на американците, на една соработка меѓу етникумите, соработка меѓу нациите и прекугранична, е во суштина централната точка на политичката клима која што треба да не доведе во понапредна фаза на евроинтеграциите. Ne sot do t'ishim duke diskutuar për çështje globale, për ta çuar njerëzimin përpara, sikur ne të mos merreshim me nacionalizëm. E tani, në qoftë se ne kemi aspirata për t'u antarësuar në Unionin Evropian, ne duhet të jetojmë në frymën evropiane. Në Europë, mungesa e nacionalizmit nuk do të thotë se njerëzit atje nuk e duan popullin e vet apo kombin e vet. Përkundrazi, ata promovojnë vlerat të cilat i kanë si background të vetin dhe i bashkojnë ato në një shoqëri më të larmishme dhe zhvillohen si kulturë dhe shoqëri evropiane. Национализмот не е тој кој што вели дека треба да има правда за сите, туку ја замислува правдата само како правда кон сопствената етничка заедница, која што е секогаш во право, а тие другите се, нели тие кои што се грешници, кабаетли или виновници за нешто што се случува на етничката заедница. Ако ја земеме слободата како парадигма, националистите не ја гледаат слободата како слобода за сите, туку ја гледаат пред се како слобода за сопствената етничка заедница или општествена група, често пати на сметка на слободата на некој друг. Ако ја гледаме еднаквоста, националистите не ја сакаат еднаквоста. Тие мислат дека, како што вели Орвел, нели, дека некои се поеднакви од другите. Сметаат дека нивната етничка заедница е привилегирана, тоа го прават од позиција на моќ, не од позиција на одбрана од некој туѓ напад, туку од позиција која што сака да наметне доминација над некоја друга етничка заедница. Do doja ti bëj thirrje prindërve që ato së pari të mos i ambartin fëmijëve të tyre barën e urrëties. Национализмот не е тој кој што вели дека треба да има правда за сите, туку ја замислува правдата само како правда кон сопствената етничка заедница, која што е секогаш во право, а тие другите се, нели тие кои што се грешници, кабаетли или виновници за нешто што се случува на етничката заедница. Ако ја земеме слободата како парадигма, националистите не ја гледаат слободата како слобода за сите, туку ја гледаат пред се како слобода за сопствената етничка заедница или општествена група, често пати на сметка на слободата на некој друг. Треба заедно да сме сплотени без оглед на нашите различности.